18-годишно момче со иницијали ШЛ го загуби животот во сообраќајка која се случи синоќ околу 22 часот и 30 минути на крстосницата на улиците 160 и 161 во близина на Тетовската касарна. Во несреќата во која учествувале 2 возила, има 4 повредени, од кои едно потешко. До несреќата дошло поради судир на 2 возила, Ауди кој го управувал 17-годишник и Рено Меган, што го возил 19-годишник. По судирот, животот го загуби 18-годишниот ШЛ, кој бил сопатник во Аудито. Вториот сопатник во Аудито на 16 години добил тешки повреди, пошто е однесен во клиничкиот центар во Скопје. Во болница поради повреди останал и трет сопатник од Аудито. Во возилото Рено имало исто така и тројца сопатници кои останале неповредени, информира Марино Сифовски, портпарол на СВР Тетова. По судирот, едно од возилата завршило во дрво во паркот близу улицата 160. Двајцата возачи се примени во Тетовската болница со полесни повреди. Тој што го управувал Аудито е пуштен дома, а возачот на Реното е задржан на болничко лекување. Направен е увид земени се траги од местото на инцидентот. Се работи на целосно расветлување на настанот. Возилот се преврте на регионалниот пат Тетово-Јажинце, ватарот на село Беловиште. Возилото марка Peugeot 306 го управува 45-годишниот БЈ од село Рогачево. Тој излетел од коловозната лента од засега неутврдени причини. Возачот кој бил сам во возилото беше заглавен повеќе од 1 час. По интервенција на тетовските пожарникари, тој излечен од возилото и со екипа на брза помош е однесен во Тетовскиот клинички центар. Полицијата и останатите надлежни институции изврши увид на лице место. Се работи на целосно расчистување на случајот. Во ова деноноќе, ова е втора потешка сообраќајка во Тетовско. Кучињата скитници од гостиварските улици ќе се заловуваат со специјално возило опремено со 10 кафези, кој Центарот за развој на Полошкиот плански регион денес го предаде на општина Гостивар. Возилото според најавите ќе биде ставено во функција деновиве откако ќе се заврши формално префрлување и регистрирање. Комбето е набавено преку проектот за регионален и инклузивен развој, што го спроведува UNDP со финансиска поддршка од Европската Унија. Знаете дека ние како општина сме превзеле одредени активности во овие година и пол и тоа имаме за солниште во Гостивар, специјално за кучиња, направени се операција на околу 240 кучиња скитници и ова беше последниот дел со кој што добиваме и возило со кое што истовремено ќе може да се соберат по 10 кучиња. Возилото е специјално и мислам дека единствено, ако не во регионот и во државата, не знам дали постои такво специјално возило за собирање на кучиња скитници. Во врска со стационарот во објектот на старата касарна, градоначалникот рече дека се уште не ги добиле сите потребни документи и дозволи за да функционира официјално и дека се разгледува можноста, заедно со невладини организации, да се опреми друг стационар, кој што би бил во објект во сопственост на општината. Директорот на Центарот за развој на Полошкиот плански регион, Фатмир Саити, информираше дека проектот предвидува и изработка на физибилити студија за регионален центар за згрижување на бездомните животни. Една од активностите беше набавка на вакво возило, додека другата активност е физибилити студија за еден регионален центар и техничка документација за изградба на таков регионален центар. Може би 2, може би 3, не знам, тоа ќе покаже физибилити студијата и според тоа ќе пристапиме. Мислам дека до крај на годината ќе имаме цела ова документација, значи исто од UNDP се работи, се прави, се спроведува таа активност, ќе ни ја донесат на нас како корисници и ќе знаеме до година како да настапиме и кај да бараме фондови за реализација на таа активност. Специјалното возило е наменето за сите општини во Полошкиот регион, но додека не се отвори регионален центар, возилото се додели на општина Гостивар како општина која предводи во справувањето со овој проблем. Можно е децата да бидат запишани во прво оделение, во меѓувреме да се вакцинираат, рече министерот за образование Арбер Адеми, одговарајќи на новинарско прашање, што договориле викендов на средбата со министрите за здравство и правда.
Тој кажа дека се уште ги разгледуваат сите опции и дека за тоа ќе разговараат и во влада, со оглед дека основното образование е задолжително, но јавното здравје мора да се одржи. Треба да ги запазиме двата уставни вредности, да кажем. Како што знаете, според Уставот и основното образование е задолжително, но секако треба да запазиме и за јавното здравје. Така што и со дополнителни консултации и со експерти, но и преку еден сериозен пристап на разгледување на сите аголи од ова прашање, ќе најдеме решение кое мислам дека ќе ги решава проблемите кои се соочуваме. Вие знаете дека е прогласена епидемија и со таква ситуација и околности сега се соочуваме и верувам дека ќе најдеме решение каде што овие проблеми ќе се надминат. Една од опциите кои се разгледува е да се запишат учениците, умеѓувреме да се вакцинират или у септември, у почеток на септември да има теренска вакцинација за сите тие ученици кои се следат образовен процес, а не се вакцинирани. Во пресред на традиционалните матурски прослави кои неделава ќе започнат и на Тетовско-гостиварското подрачје, секторот за внатрешни работи Тетово најпрво апелира до матурантите да се воздржат од користење на возила до угостителските објекти и назад, посебно ако немаат положен возачки испит и не поседуваат валидни дозволи. На матурантите им се укажува исто така, без разлика дали поседуваат возачки дозволи или не, да не седнуваат зад волан во алкохолизирана состојба и на друг побезбеден начин да го организираат превезувањето кон угостителските објекти или нивните домови. Секторот за внатрешни работи Тетово истовремено ги потсетува матурантите и да се воздржат од нарушување на јавниот ред и мир, преку иницирање или учество во тепачки, пуштање прегласна музика или со пукање од огнено или друго оружје. Секое непочитување на овие апели и препораки соодветно ќе биде санкционирано, со цел да се обезбеди нормално и безбедно одвивање на престојните матурски прослави, без разлика дали станува збор за угостителски објекти или на отворен простор. Полициски службеници на СВР Тетово денови веќе ги посетат сите средни училишта, а потоа и сите основни училишта, како и угостителските објекти во кои ќе се организираат матурските и полуматурските забави. Снежана Миловановска од Скопје ја доби титулата Вешта жена на Македонија за 2019 година на 27-то издание на републичката манифестација за избор на највешта жена, која традиционално се организира во Тетовски Лешок. Победничката Снежана подготви маса насловена Есен, со која се избори за најмногу поени кај жири комисијата и гласовите од публиката присутна на настанот. Бев како гостинка на неколку манифестации кои се држуваше и потеки од моите пријателки, они ме поддржаа да се надпреварувам, моите комшики да ги поздравам и пак решив да учествувам. Што имате подготвено вие за денеска? Мојата е есенска маса. Имам тортата е чоколадна. Главното јадење е селско месо во тиква, пошто икибаната е во лејка, значи баш есен. Ја поише по декорацијата, за готвењето поише сопругот ми помага. За тортите дали, за главното јадење поише он е така. И што знам, едноставно сакам, тоа ме одмара, ме опушта кога украсувам нешто, кога декорирам некој едноставно се посветувам на тоа што го правам и се одмарам. Второто место го освои Симона Мицоска од Гостивар, а третото и припадна на Сузана Митановска од Прилеп. Гран при наградата ја доби Даниела Шлакевска од Битола. 27 години веќе се одржуваат општински и републички надпревар избор на вешта жена на Република Македонија, но оваа година имаме учеснички и од Швајцарија
од оправдани причини не дојде од Србија, меѓутоа ова е резултат на одржани општински надпревари во 20 града во Македонија. Имаме 14 за избор на вешта жена и 6 имаме за избор на вешта жена Гран При, тоа е по високата категорија. Но самите надпревари, самото тоа дружење не е толку енергично колку што се енергични жените и масата надпреварувачка само е причина да се сподели љубов меѓусебна. Кај нас во вешта жена нема подценување на ниедна од госпогите, нема повреда на суетата на личноста и затоа многу пати прашуваат кој е рецептот за обстојување толку, баш тоа е рецептот. Секогаш почитувај го другиот за да те испочитува и тој тебе. Почитувај ги различностите не само во возрасти, во политички обидувања, во верски обидувања, тогаш резултатот ќе биде она што ние со години го гаиме измеѓу себе. Жената мора да остане столбот на семејството, иако многу пати се ставаат во една незавидна ситуација. Ние сме тука да ги поддржиме, да им дадеме дополнителна енергија, дека има лошо, полошо, најлошо, но најдоброто е да го преживееш сето тоа во една пријатна атмосфера, иако се работи за многу негативни работи. Ние денеска, со присуство на 400 гости ширум Македонија и со учество на овие надпреварувачки, докажавме дека енергијата меѓусебно поделена како позитивна е резултат на едно и понатамошно дружење и понатамошна желба за дружење, затоа што ние на 26 мај веќе се подготвуваме за етно вешта жена во Неготино, каде што очекуваме околу 2000 гости што ќе дојдат да присуствуваат. За здравје се дели храна на сите присутни, а вештите жени од овие 20 града подготвуваат храна со сопствени средства за здравје. Средствата собрани ќе бидат за црквата Свети Ѓоргија, во која што треба да се стават плочки. Веќе знаеме и наменски за што ќе бидат. И од 15 до 22 јуни сите овие вешти жени како надпреварувачки од овие градови патуваат во Куша да си. Тоа е резултат на едно нивно запознавање, затоа што сепак времето од сите тие градови тие не се ни познаваат, некои се познаваат, но останува дека младите го прифаќаат ова, тоа ни е посебно драго. Ниту една манифестација вешта жена не поминува без музика и добра забава. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце викендов ја одржа традиционалната манифестација Денови на Кирил Пејчиновиќ. Настанот започна со дефиле на учесниците кои тргнаа од пред основното училиште, а потоа во спортската сала на училиштето се одржа целовечерен концерт на кој домаќините Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ пред присутната публика се представија со дел од својата кореографија. На концертот настапија и гостите, културно-уметнички друштва од земјава и од соседството. Оваа година шеста поред организација на Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце, како манифестација нагласена Денови на Кирил Пејчиновиќ заврши тридневната активност на истата. Гости на таа манифестација беа неколку културно-уметнички друштва, односно 3 културно-уметнички друштва од Република Србија и 2 од Република Македонија. Од кои Бранислав Нушич од Лавечки хан, културно-уметничкото друштво Белиња од Сврлик, културно-уметничкото друштво Врелац од Вранска бања, културно-уметничкото друштво Гоце Лечев од Битола и културно-уметничкото друштво Ачиф Јахе од Теарце. Концертот помина успешно. Гостите кои беа присутни на таа манифестација, односно и гледачите кои беа присутни во таа сала, беа воодушевени од истите. Нашето културно-уметничко друштво се представи со неколку точки, односно со
две елементи, од кои едните се во драмска секција, другите се вклучени во културно-уметничкото друштво, односно во играчкиот кор. Концертот започна во 17:30 часот. Претходно имаше дефилени са општина Тејарце, каде што дефилето се движеше од основното училиште Кирил Пејчиновиќ до спортското игралиште на Тејарце и повторно назад. На таа манифестација учества за околу 200 членови, од кои што и нашето културно-уметничко друштво. Таа манифестација беше поддржана од Министерство за култура и благодарност до сите покровители и поддржувачи на таа манифестација. Годинава манифестацијата Денови на Кирил Пејчиновиќ, истоименото културно-уметничко друштво Тејарце, ја организираше по 6-ти пат. Денеска е 28 октомври 2018 година. Низ филмот беа прикажани сведоштва, но и настани од почетоците на навивачката група Војводи па се до денес. Пораката со филмот дека ова е долгогодишна традиција, 30 години, сакам да го честитам роденденот на навивачката група на Војводи. Ова е еден голем јубилеј, златен јубилеј, се надевам дека и помладите генерации ќе продолжат постапките на нивните претходници. Многу е добро во филмот што се опфатени сите генерации од основањето на навивачката група до ден денеска, има опфатени многу аспекти. Тоа е движење, тоа е начин на живење, тоа е нешто што секој треба да го почувствува. Фала, супер. Поздрав. Минатата година ја прославивме 30 годишнината од постоењето на навивачката група Војводи. По тој повод дојдовме до идеја да изработиме документарен филм. Со филмот ги представуваме почетоците и формирањето на навивачката група Војводи, нашите активности низ годините, учество на спортски надпревари, како и нашиот придонес во голем број на културни и хуманитарни манифестации. Од друга страна, овој видеозапис представува и наследство за идните генерации, кои ќе ги подучува како се сака и бодри нашата гордост Тетекс, како и нашата татковина Република Македонија. Филмот беше промовиран во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Беа присутни повеќе генерации на навивачката група. Велат дека Војводи не се обични навивачи за кој дел од јавноста смета дека прават нереди на стадиони. Тие пред се сплотена група која помага и организира хуманитарни акции. Војводи Тетово не е само навивачка група, тоа е голема појава и во Македонија и во Тетово, и за државата, и за македонштината. Војводи Тетово има не се само навивачи, има академски граѓани, има бизнисмени, има менаџери, има во политиката луѓе, и во локалната, и во централната власт, и во поширок поим Војводи Тетово многу се значај и за Тетово и за Македонија. Навивачката група Војводи формирана во 1988 година, освен за фудбалскиот клуб Тетекс низ својата историја и сега, навива и за фудбалскиот клуб Љуботен, за кошаркарскиот клуб Тетекс, а не пропушта надпревар и на македонската репрезентација во било кој спорт. Новите цени на горивата ќе можат да се дознаат директно на бензинските пумпи од денеска на полноќ. Иако трговците сами ќе треба да ги утврдат цените на нафтените деривати, од регулаторна препорачуваат мало поевтинување кај бензините и иста или малку зголемена цена на дизелот. Велат такви биле трендовите во цената на нафтата и курсот на денарот во однос на доларот во изминативе 2 недели. Им порачуваат на трговците да не предизвикуваат ценовни шокови. Не очекувам трговците да си направат било каква авантура и да предизвикаат од утре било каков ценовен шок. Доколку влезат во таква авантура, при носењето на новата методологија, ние тој нивни однос ќе го земеме во предвид. Но, од мојата комуникација
со поголемите трговци со нафта и нафтени деривати, не очекувам никакво користење на овој вакуум период. По старата методологија, од прилика требаше да бидат цените исти како и досега. Има мали поместувања, можно е да има мало намалување кај бензините, а исто или минимално зголемување кај дизелот. Значи, во рамките, доколку би ја примениле минатата методологија, треба да се движиме во рамките на постоечките цени со минимални отстапувања во зависност од дериват. Ние ќе следиме што ќе се случи во текот на утрешниот ден, но уште еднаш потенцирам и по нашите контакти и комуникација со трговците, сите тие и понатака ќе продолжат да функционираат во овој сектор, во овој бизнис и сигурен сум дека нема да предизвикаат никакви ценовни шокови, бидејќи сето тоа многу повеќе би им штетело на нив отколку на потрошувачите. Времето денес беше претежно облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Дуваше умерен ветер од југоисточен правец. Температурата се движеше во интервал од 6 до 18 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно со врнежи од дожд, наместа обилни, локално во форма на невреме со грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови.